Со символичната размена на знаменца на Европската унија се одбележи фактичката рокада на врвните луѓе во Министерството за надворешни работи и Секретаријатот за европски прашања. Размената на ресори меѓу Никола Димитров и Бујар Османи не значи дека ќе има некаква промена во курсот на надворешната политика на земјата, велат експерти за Гласот на Америка. Сепак се тоа двајца искусни министри кои што можеби ако гледаме од дистанца и не би требало да го изместат курсот, бидејќи тоа се два многу сродни ресори, да кажеме. Димитров влегува во СЕП само една седмица пред земјите членки на Унијата во Брисел да ја отворат дебатата за предлог преговарачката рамка за Северна Македонија. Надеждите се дека тој процес ќе се заврши до крајот на годината. Планот на Берлин е овој процес да финишира во последниот месец на оваа година. И мислам дека очекувањето и планот на германското претседателство е првата меѓувладина конференција да се случи во декември година. Ние овој период, додека е германското претседателство, треба да се бориме што е можно повеќе да го искористиме. Немаме доволно јасни информации или не протекуваат во однос на тоа кои се забелешки на земјите членки, освен она што го знаеме, што беше случај со бугарската позиција. Токму позициите на Софија околу именувањето на македонскиот јазик се сметаат за најсериозна пречка за стартот на преговорите за членство. Османи ја презема позицијата во МНР во ситуација на наелектризирани односи со Бугарија. Стабилна, перспективна европска Македонија е предуслов за стабилен, перспективен европски регион, а тоа е интерес на сите земји во регионот, вклучувајќи и Бугарија. Така да не гледам интерес на ниту една земја во регионот, па и Бугарија да го спречи европскиот пат на Република Северна Македонија. Ако се остварат најавите за старт на преговорите со Унијата до крајот на 2020-та, прашање е до кога тие би траеле. Имаме нова методологија која што вети дека ќе внесе динамизам, односно која што ќе не овозможи да се движиме побрзо. Меѓутоа истовремено имаме и методологија која што ја зголемува улогата на земјите членки. Ако погледнеме наназад, Србија и Црна Гора преговараат веќе долго време. Мислам дека е нереалистично да очекуваме нешто помалку и во најоптимистични сценарија дека помалку од една декада би траел тој процес. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.